Романот "Зелениот капут" на тетовската писателка Славица Дабеска-Чировска, промовирани во Друштвото на писатели на Македонија во Скопје. Станува збор за една тетовска приказна преку која поетесата ги оживува обичаите и карактерите на своите сограѓани. Пред присутните за делото зборуваше и професор доктор Јован Дамјановски, според кого клучното толкување на романот "Зелениот капут" е реализмот, со што ја предизвикува емоционалноста и во конечна смисла не подготвува да ја разбереме автентичноста на приказната со многу различни предизвици и значења. Ако врховниот закон на моралната чистота и искреност, тогаш младоста лесно се препознава како зелената боја и пролетните светла. Човечноста е светлина која сепак има и зајди сонца, но најсилните чувства за препознавање на човекот се искра и сонца. Во одблесоците на немирот во младежките души, во романот, Јана ја опишува психолошката состојба на својата другарка Сара, во која се препознава чиста душа загнездена во младежко срце. Во романот "Зелениот капут" не може да се отвори едноставната вистина дека имагинацијата на младежкиот дух е сундер во кој младите луѓе со својата младост постојуваат друга младост. Главниот лик Јана и нејнината пријателка Сара доживуваат внатрешни конфликти меѓу меланхоличните стимули и пунктовни акценти на страдањето во младоста, а од младите се очекуваат да го менуваат свет. Но, сепак, двете пријателки од различен социјален статус, преку пријателството и меѓусебната љубов и припадност, се соочуваат со стварноста од некој таинствено и подзаборавено кандирцо од некој стар катовски орман на човековата душа за препознавање во времето. Книжевното достоинство за авторот е препознавање од многуме на своји читатели во приказните за животот, што незапирливо минува, но предизвикува постојни разјаснување и дообјаснување на сопствените анализи за прашање кои никогаш нема само еден одговор. Авторот на делото "Зелениот капут" Славица Дабеска-Чировска ги прикажа основните мотиви за настанувањето на овој роман, кој ќе остане да сведочи за малскиот живот во Тетово. Оплеменети сме од нашите предци, да ја облагородиме душата на поколенијата, да ја сочуваме душата на сокаците, неговиот мир, заедничкото, да делат радоста, заеднички да ја споделат тагата, да се насмееме, да заиграме. Во интимната драма на секој човек, а нарочито на сензибилната душа, житела зошто? Тоа вечно прашање најчесто протекува од сите нас. За препознатливата сфера на љубовта и смртта, која на сличен начин го влечат страдањето со себе. Безрезервно сликање на душата и плачење за животот. "Зелениот капут" е пример за истрен човечки живот и покрај низ сите животни проблематични токови. Во својата книжевна активност се обидувам да допрам, да се вклучам во литературата, не само се обидувам. Феномен на книжевните автори е да се допрат до стварноста на животот, да се препознаеме во човечкиот живот, во човечноста и да се огледаме како човек во човек. Во полна сала со силни емоции и одбрани гости, промоцијата беше збогатена со изведба на групата Шербет од Тетово, а продолжи со драмата Сара и Јана како извадок од романот. Сара, ќе те прашам нешто, но немој да ми се лутиш, ваши? Немој да ми се лутиш. Имаш некој друг капут? Сем овој што ти е тесен, зелениот. Сара не сакам да те повредам.
Ама, сакала, извини. Јана, ќе ти споделам една тајна. Но те молам да никого не кажуваш, на никого. Затоа што никој нема да ме сака и никој нема да се дружи со мене. Моите дома не можат да ми купат капут. Овој зелен капут ми го подари една пријателка на мајка ми. Бил од нејзиниот син. Јас, кога го обреков капутов, видов дека ми е тесен и дека ми е кус и дека ми студи. Но мајка ми кога ми го обрече капутов, рече дека многу ми дорикува. Мора така да биде, Јана. Така треба да биде. Зелениот капут е четврта книга на Славица Дабеска-Чировска, а најавува и втор дел на романот. И колку само малку треба да дадеш од себе, за да се биде достоинствено и богато. Јас не гледам како да те срещам, гледам се радувам ночам, ме гледаш со раце нежни, но сам мислам далече sebi, a vez gubam po tebe od srećam, te snova ploviš na čarec, stizam gledam samo za tebe, a ti me gledaš s okom nežnih